Добар ден, Андреј, до тебе и до гледачите на Алфа телевизија. Како што кажа и ти во самата најава, фокусот на денешното, односно ова вклучување, ќе биде како да подобри услови и заштита на животните. Во продолжение разговараме со представник од Сдруженијето кое што всушност се залага и со подобрување на правата на животните, добро познати во јавноста, Анима Мунди, мојата соговорничка Анета Дарковска. Најпрви ви благодарам што се одзавте на нашата покана и прифативте да бидете дел од вестите на Алфа телевизија. Ви благодарам на поканата. Значи, ова не е ни прв, буквално нема да биде ни последен инцидент поврзан со убивање на кучињата. Ова е доказ дека сите апели кои што изминатиот период ги упатувавте до надлежните не допреле до надлежните, односно вашите апели се однесуваа за згрижување на кучињата скитници. Апелираме секој сторител кој што прави вакво дело, без разлика дали станува збор за насилно земање на живот, како што бевме сведок на двете кучиња искасапени со секира во аеродром, или пак отрови кои што се дисперзираат насекаде, да биде санкционирано, затоа што такви девијантни појави има во секое општество, меѓутоа современите општества, односно демократските и нормални земји, како што се стремиме ние да бидеме, ги санкционираат затоа што тоа се смета за непосакувано однесување. Со тоа се праќа порака дека тие сторители не смеат тоа да го прават, односно ако никој друг помислува да направи некое такво дело, дека ќе добија санкција. Јасно е, нели, зашто го бараме тоа, затоа што човек кој е способен да направи такво нешто на едно безпомошно суштество, толку свирепо да убие куче, мирно куче, морам да потенцирам, е способен истото да го направи на човек. Затоа мора да се санкционира за да се спречи понатаму. Единствено што е најавено е санкционер под називот лајка, но дали еден е доволен? Статистички покажува дека ова општина, општината Аеродром, е една од скопските населби која што брои најмногу вакви инциденти. Сведоци сме на претходно случаи кои што кучиња буквално искасале граѓани, но сведоци сме за жал и на инцидентот кој што ја потресе целосно македонската јавност претходно, односно завчера буквално беа искасапени со секира две кучиња овде во општината Аеродром. Зошто, например, градоначалникот на општината Аеродром, наместо парите кои што сакаше да ги вложи во PR агенција, не ги пренамени за еден станционар во ова општина? Кој е вашиот став на ова? Нашиот став дека е круцијално да го запреми изворот на животните. Знаеме дека логистички е невозможно толкава огромна бројка на кучиња да се сместат на едно место, затоа што тоа е преголем финансиски терет на буџетот. Невозможно е вие колку и да собирате кучиња во еден стационар, повторно ќе има нови, затоа што апелираме да се санкционира неодговорно сопствеништво, неплански постојано размножување од нерегистрирани одгледувачници, со тоа што би застопрел изворот на нови животни, затоа што колку и да ги собираме постојано, ако има нови и нови, ништо не постигнуваме. Тоа е главната работа која што може да помогнат општините, односно градот е да го субвенционираат стерилизацијата на животните. Значи стерилизација на бездомни кучиња, стерилизација за миленици по пат на субвенции, односно може да се делат ваучери за луѓето да сватат дека најдобар начин за да бидеш одговорен собственик е да не го размножуваш својот миленик и потоа потомството да го фрлаш на улица, затоа што од тие потомци, од тие малечки кучиња кога ќе пораснат, излегуваат постојано нови и нови и тоа нема крај едноставно. Во јавноста сте познати како здружение кое што остро ја критикуваше претходната власт, актуелната власт тогаш како опозиција наголемо ветуваше подобрување на условите за заштита пред се за уличните кучиња, но денес веќе сме сведоци дека никој нема слух за вашите мерки, барања и апели кои што ги упатувате. Кои се следните чекори кои што ќе ги превземате за заштита на животните? Пред се вие сте издружение кое што всушност и постоите благодарение на нив. Точно така, бевме критичари на претходната власт, критикуваме повторно со тоа што добивме многу ветувања. Сегашната власт покажа дека има слух, дека знае дека треба да се реши проблемот, меѓутоа
останавме на ветување. Морам да кажам дека сите ние и љубители на животни и луѓе кои не ги сакаат, не сакаме да ги гледаме на улица. Значи тоа е едно прашање кое што на сите граѓани им одговара да се реши. Сите сакаме да ги нема, не сакаме да ги гледаме тепани, труени, газени и така натаму. Меѓутоа, не знам зашто властите не го решаваат проблемот. Запрени се стерилизациите некаде од февруари, мислам дека од кога се најави новиот стационар дека ќе се прави, што придонесува нормално бројката на бездомни животни постојано да расте и да расте. Нема некоја заменска планска стратегија за во меѓувреме како би се решавало тоа. И тоа дополнително го продлабочува проблемот. Само да се навртам на моето последно прашање, кои се мерките кои што вашето здружение ќе ги превземе во иднина? Најавуваме уште помасовни протести, затоа што тоа што беше ветено не е исполнето и сме многу револтирани. Ви благодарам уште еднаш што одвоевте време. Благодарам вас. Андреј, ги слушнавме оние мерки кои што во иднина ќе бидат превземени од здружението кое што пред се залага за подобри брава на животните. Се надевам дека апелот кој што беше упатен до надлежните конечно ќе допре до нив со цел да се заштитат животните, односно да се вдомат кучињата, односно уличните кучиња и да имаме подобра заштита и за нас граѓаните, за да можеме и безбедно да шетаме низ скопските улици.